Почитувани, добре ни дојдовте во уште едно поново здравје издание на емисијата Спортодром со Мики. Еден богат, исклучително богат со настани, спортски викенд, убави резултати, убави постигнувања на нашите фудбалери, кошаркари, ракометари, кикбоксери, ММА борци и така натаму. Но за тоа ќе говориме откако ќе почне онака стандардно. А за нас стандардот вели: прво говориме за фудбалот. Прва македонска фудбалска лига, 23-то првенствено коло. Прво од последниот круг во ова сезона. Значи ова е трет круг, а ова беше прво коло од третиот круг. Еве ги резултатите. Тиквеш Шкупи 6:0. Ке говориме за ова. И ке забележите сега еден интересен куриозитет. Струга Македонија Ѓорче Петров 3:0, Вардар Брера 1:0 и Шкендија Арсими 1:0. Денеска игра Силекс Пелистер и Башкими Работнички. Тиквеш самиот даде толку голови колку што дадоа на останатите 3 средби. На останатите 3 средби 5 гола, Тиквеш сам 6. И што е најбитно, уште еден клин шит. Не објаснено што е тоа, тие што го следат фудбалот знаат, нели, успеавме да ја сочуваме нашата мрежа да не примиме гол. На табелата по 23 кола води Вардар 55 бодови. Шкендија е втора 54. Струга е трета 50, Силекс има 39, меѓутоа и надпревар помалку. Тиквеш сега е петти со 33 бода, Башкими има 32 и надпревар помалку. Арсими има, Брера има 27, тоа е битно што сме веќе 6 бода оддалечени од Струмичани. Арсими има 26 и 7 бода му бегаме сега и на Арсими. 23 бода има Македонија Ѓорче Петров, Пелистер има 21, Работнички 13, Шкупи само 1 бод. Нека стои табелата режија, да ве подсетам. Значи, до 7-то место се е окей. Тука нема никакви дилеми. Меѓутоа, 8, 9, 10, 11 и 12, тука е веќе гужва. 10-тиот, 11-тиот и 12-тиот на табелата, во моментов Пелистер, Работнички и Шкупи, испагаат директно од лигата. Се селат во втора лига. 8-тиот и 9-тиот ќе играат бараж со екипи од втората лига. Таму за бараж ќе се борат вториот со петиот, третиот со четвртиот. Првиот директно влегува. Се крати првата лига. Значи, до 7-то место се е окей. На 7-то место сега за сега е Брера, а Тиквеш и бега 6 бода. Меѓутоа, тоа многу лесно може да се смени, бидејќи и Арсими го одигра својот надпревар, на Арсими му бегаме 7, на Македонија Ѓорче Петров и бегаме 10 бодови. Зошто може да се смени? Парови за следното второ коло од третиот круг. Работнички Силекс, Арсими Вардар. Значи Арсими го пречекува Вардар. Шкупи ке игра со Башкими, Македонија Ѓорче Петров со Шкендија, Пелистер ке игра со Струга, а во Кавадарци во петок
од 14 часот и 30 минути. Значи, петок, 14 и 30. Тиквеш, Брера, со евентуална победа. Тоа ќе значи мирни води. Зошто велам мирни води? Ако Тиквеш ја совлада Брера, на Брера ќе избега 9 бода. А во истата таа ситуација, ако Арсими загуби од Вардар, на Арсими ќе му бегаме 10 бодови. И што сакате повеќе? Сега, Брера е над цртата за плейоф, Арсими би требало според сегашната состојба да игра плейоф, плейаут, така да победа против Брера е повеќе од потребна. Што се однесува до средбата со Шкупи, ќе бидеме многу фер и коректни. Секоја чест за Шкупи. Играат до крај. Нема откажување. На надпреварот со Тиквеш. Сите 11 во првиот состав беа младинци. Значи, Шкупи играше со младинскиот состав. Меѓутоа, зошто ни дадовте 6, па ние играме со деца, па ова, па она, меѓутоа тие деца можат беље да направат. Може да ти дадат гол, да се затворат бункер систем, да го паркираат автобусот и џабе после ќе правите се и се што. Но од друга страна, Тиквеш можеше и 20 гола да му даде на Шкупи, меѓутоа од респект и почит кон младинците, тоа не го стори. Значи, само 6 гола, хет-трик на бразилецот Лусијано, или како што милува да го наречат Лусијаниньо, кој со овој хет-трик си го прослави роденденот, доживеа искандирање и овации од трибините со Happy Birthday и така натаму, како и да е караоке шоу на стадионот во Кавадарци. Да се надеваме дека во исто темпо ќе продолжиме и во петок. И уште нешто ќе кажам. 6 странци, со 6 странци го почнавме надпреварот. Само Камара од странците не влезе, меѓутоа тој доби заслужена поштеда. Да бидеме фер и коректни. Тоа што се однесува до првата македонска фудбалска лига. Одиме со втората македонска фудбалска лига, еве ги комплетните резултати од 20-тото коло. Вардар Неготино преспа 2:1, конечно победа на Неготина. Кожув Охрид 0:1, победа Скопје 0:5. Осогово Големо Конјари 2:0. Шкендија Рачиново Детонит 1:0. Беласица Слога Виница 3:0, Брегалница Штип Саса Каменица 3:1 и Тетекс Новаци 2:1. На табелата непроменето, значи Охрид има 46, Шкендија Рачиново 45, Скопје 44, Брегалница 43. Тука и Беласица со 40. Понатаму следуваат Новаци и Осогово со 36, Детонит со 35, Кожув има 29, Тетекс 27, 24 Саса, 15 има Вардар Неготино, 12 Преспа, Победа има 11, Слогавиница 8, Големо Конјари 4. Режија нека стои табелата да објасниме сега и тука. Значи, првиот директно влегува. Според моменталната состојба, тоа би била екипата на Охрид, директно се сели во прва лига. Вториот, третиот, четвртиот и петиот разигруваат меѓу себе, вториот со петиот, значи во случајов Шкендија Рачиново со Беласица и Скопје со Брегалница. Победниците од овие дуели ќе играат со 8 и 9 пласираниот од првата лига за влез во прва лига или за опстанок во прва лига. Во долниот дел на табелата, ако во прва лига беше гужва, во втора лига е калабало. Деветиот, значи до 8 место се е оке. Деветиот, 10-тиот и 11-тиот
во случајов Детонит, Кожув и Тетекс, би играле, ке сгрешев, Кожув, Тетекс и Саса, би играле бараж надпревар со прваците од третите лиги, 6 трети лиги, претходно третолигашите ќе одиграат едно вонредно коло меѓу себе шампионите, а трите победници ќе играат бараж со екипите од втората лига. Сега, оние што се од 12-тото, 13-тото, 14-тото, 15-тото и 16-тото место, тоа се 5 екипи. Сите 5 испаѓаат директно. И сега намерно велам табелата да стои за да погледнете и бодовната разлика. Например, Вардар Неготино е во овој бубен за испаѓање. А екипата што е пред Вардар Неготино, тоа е Саса, му бега на неготинчани 9 бодови. Значи, борба за опстанок тешка. На спротивната страна, Кожув како 9 е во бубањот за бараж. А едно место пред него, Детонит, има 6 бода предност. Па сега размислете каква може да биде борбата. Големо Конјар и Слога Виница дефинитивно се отпишани. Победа Прилепска има некои математики, Преспа, Ресен и таа, Вардар Неготино се надева, ако ништо друго да го избегне директното испаѓање, да игра барем бараж со третолигашите. Во следното коло, Слога Виница Шкендија Рачиново, Детонит Осогово, дербито на истокот, Беласица Тетекс, Саса Новаци, Големо Конјари победа. Со пораз Прилепчани дефинитивно велат чао на втора лига. Беласица игра со Тетекс, Скопје Кожув, овде ќе биде интересно. Преспа ја прочекува Штипска Брегалница и лидерот Охрид ќе го пречека Вардар Неготино. Сега Саса игра со Новаци, се може да се случи, со победа на Саса, пораз на Неготинчани од лидерот Охрид, тоа ќе значи чао и за Неготинчани. Што да им кажам кога ќе им избегаат 12 бода. Значи, дефинитивно ќе останат во бубан за испаѓање. Трета македонска фудбалска лига, група Југ. Ултрас Росоман 5-0, 16-то коло само да кажам. Венец Долни Дисан Влазними јуниор 7-0, сека од 6 за Венец. Млекар Питугули 0-1, Башкими Бучин 4-0, Борец Тополка 2-0. Сега, Слога Лажани се откаже уште во првиот дел, а на стартот на вториот дел од првенството се откажа и Дреново, па така во коло слободни беа Превалец и Младост Кривогаштани. На табелата води Борец со 40 бодови, 6 повеќе од второпласираниот Превалец. Меѓутоа Борец се уште не бил слободен, како што тоа еднаш веќе беше Превалец. Ултрас има 31, колку што има и екипата на Венец од Долни Дисан. Значи, третата позиција ја делат Ултрас и Венец од Долни Дисан. А Превалец, едно место над нив, има само 3 бода повеќе. А Росоман е на петото место со 24, Питугули собра 23, Башкимија Дјаболчиште собра 18, Бучин и Младост имаат по 15, Тополка 14, Млекар и Влазними имаат по 13. Дреново, реков, и Слога Лажани се откажа од настапот во третата лига Југ. Во следното коло, Росоман на домашен терен ќе игра со Башкими. На некој начин росоманчани ќе бидат фаворити. Бучин ќе биде слободен, бидејќи треба да игра со Дреново. Младост Кривогаштани го чека Превалец, Тополка ќе го нагости Венец, Влазними јуниор ќе игра со Ултрас,
Пито Гули ќе биде слободен, бидејќи требаше да гостува на Слога во Лажани, и лидерот Борец е апсолутен фаворит во дуелот со Млекар. Продолжуваме со фудбалската топка. Одиме на малиот фудбал, односно сега по-модерно футсал, или фудбал во сала. 13-то коло во првата футсал лига. Резултати: Клими Балкан 9-4, Осогово Форца 6-4, голеада на надпреварот Шкупи Јувентус Серава 15-10. Ретко се случува навистина на еден фудбалски надпревар, без разлика футсал или голем фудбал, 25 гола паднаа на надпреварот. Навистина ракометен резултат 15-10. Пред Мал Ајакс 3-2 и денеска својот надпревар ќе го одиграат Бутел и Кеги Моби. Еве како изгледа табелата во првата футсал лига. Води проект со 39 бодови. Кеги Моби на второто место има 28, Форца има 22, Клими имаат 18 на четвртото место. Следува Бутел со 17, Јувентус Серава 15, Шкупи 14, 14 има и Осогово, Мал Ајакс има 9, колку што има и Балкан на последното место. Во следното коло екипата на Клими му гостува токму на Мал Ајакс. Ние, Кавадарци како општина, имаме уште еден представник во футсал, меѓутоа во втората македонска футсал лига, таму на репертуарот беше 14-тото коло и еве ги резултатите. ССК Скопје Црна Река 3-8. Конзули Се Универзити 3-6. Каршијака Железарец 4-3. Поразна лидерот. Фудбал Старс Карадаку 15-4 и Кратово Партизан Југ 7-3. Овде во оваа лига на табелата води Железарец со 31 бод пред Се Универзити со 30. Црна Река е на третото место со 27 бодови. Следува Каршијака со 25, а понатаму Фудбал Старс и ССК Скопје имаат по 18, Кратово и Партизан Југ имаат по 16, 13 бода имаат Конзули, Овче Поле 11, без бодови е екипата на Карадаку. Во следното коло, само да видам дали сум го забележал тоа, да, во следното коло Црна Река овде во Кавадарци ќе го пречека тимот на Овче Поле. Сега, од фудбалот се селиме на ракометот. Машка ракомет на Суперлига, второ коло плей-оф. Меѓутоа, јас ќе ги читам паралелно и плей-оф и плей-аут, така се кајва си на табелите, нели? Во плей-оф сегментот, ГРК Тиквеш Бутел 25-20, Охрид Алкалит 27-27 и во големото дерби Еврофарм Пелистер Вардар 22-27 поразна битолчани. Во плей-аут сегментот, исто второ коло, Еврофарм Пелистер 2 Радовиш 34-37. Јас ке речам може би потешко дочкувањето. Прилеп Куманово 29-25, Пролет Струга 31-25. Сега, да ја видиме табелата. Кога гледате на телевизор, значи од лева страна, од првата до шестата позиција, се екипите што играат плей-оф, а од седмата до 12-тата се екипите што играат плей-аут. Па значи десно ви е плей-аут, лево ви е плей-оф. Полесно е така, бидејќи се сметаат сите одиграни кола до сега, значи ова беше 24-то, ако не се лажам јас. Еве ги резултатите. Значи, во плей-офот води Вардар 46 бода, пред Пелистер и Охрид, кои имаат по 40. Алкалит 36, Тиквеш е сега петти со 24, два повеќе од Бутел, кои има 22.
Сега петиот и шестиот единствено може да се надеват, да речеме, ако завршат петто пласирани, да добијат некоја специјална покана или нашата федерација да добие некоја специјална покана за настап во Еврокуповите. Во плејаутот на седмата позиција е Прилеп, значи прв во плејаутот е Прилеп со 24, Еврофарм Пелистер 2 има 23, Тинекс Пролет има 17. Сега оние во долниот дел зрели за испаѓање, Куманово 9, Струга 7, Радовише без бодови. Во следното коло, само мене ми се чини, не ме држите за збор, ке ме замолам, ми се чини дека наредниот викенд имаме ЕХФ ракометна недела, па така нема да има машки ракомет. Вардар дома ќе игра со Охрид, Бутел ќе го пречека Пелистер, а Алкалуид во автокоманда ќе игра со Тиквеш. Тоа се двојките. Во плејаут зоната Радовиш Пролет, Куманово Еврофарм Пелистер 2 и Струга Прилеп. Чисто информативно, значи овде немаме нити резултати, нити табели, јас ке ви ги нафрлам сите тие работи. Прва машка ракометна лига, намерно, пред се заради фактот што во првата машка ракометна лига настапува екипата на Вардар од Неготина. Во ова коло Вардар Неготино Текстилец 41-32. Преспа Аеродром 25-37, Македонија Ѓорче Петров Јехона 40-29, Овче поле Младост 27-36, Партизан Драчево Јуниор 24-47 и Мултиесенс Кичево 55-20. Водат Младост и Мултиесенс со по 32 бода. Драчево Јуниор има 26, Вардар Неготино 24. Следува Македонија Ѓорче Петров со 20, Аеродром со 18, Јехона и Текстилец со по 16, Партизан има 11, Овче поле 10, Преспа има 6, Шампион 2, последно е Кичево со само 1 освоен бод. И пак ќе ви нафрлам јас резултати, да не ги запоставиме дамите, кои има нели репрезентативна пауза, па сега им се вратија на клубските обврски. Ке говориме за репрезентацијата нешто подоцна. Значи, Суперлига жени 17-то коло, Астибо Пелистер 29-17, во дербито Ѓорче Чаир 24-16. Вардар изненаден дома загуби од Спартак со 25-33. Металург Куманово службени 0-10. Победа на Кумановчанки. На табелата води Ѓорче 31 бод пред Чаир со 28, Металург има 19, Вардар 18, Куманово 15, најдоле Астибо 9, Спартак 8, 4 има Пелистер. Во првата женска ракометна лига 17-то коло, Јехона Деспина 14-25, Овче поле Шампион 47-13 и Атлетик Ѓорче Петров 2 29-24. Слободна беше Стружанка, а на табелата води Атлетик со 28 бодови пред Овче поле со 20, Ѓорче 2 има 18 бода, Јехона 16, Стружанка 14, најдоле Јехона 6 бодови и Шампион без бодови. Сумирам, па после ќе ви нафрлам се оно што имав да ви кажам. Машка кошаркарска МТЛ Супер Лига. Се одигра само 3 надпревари, значи половина од редовното 19-то коло. Еве ги резултатите. Феникс Работнички 83-77, чекор наназад од пласманот во плейоф за Работнички. Ангели Кожув 69-99. Кожув им се враќа на победите. Маđари Чаир, новиот член на првата лига, новелијата во лигата, значи екипата на Маđари продолжува со одличните настапи сезонава, 105-83 победа на Маđари. Денеска, вечерва, би требало да играат Пелистер Гостивар и
шампионот МЗТ ќе го нагости Тиквеш Голден Игл. Настапи АБА 2, и затоа дојде до помостување на овие надпревари. По барање на Куманово, надпреварот Куманово ТФТ е одложен за, мене се чини, петок, 20 март. Ке видиме како ќе се одвиват настаните. Еве како изгледа табелата, по 19 кола, МЗТ и ТФТ имаат по 34. Знаете, МЗТ во дербито го совлада ТФТ и тоа на гостински терен. Меѓутоа ТФТ има надпревар помалку и МЗТ има надпревар помалку. Трете Пелистер со 31 бод, следува Кожув и Маđари со по 29, Чајер има 28, Куманово 27, Тиквеш Голден Игл, Работнички и Феникс имаат по 26, Гостивар има 22, Ангели има 20. Подсетување, во плейофот играат 6 првопласирани, плейаут играат од 7-то до 12-тото место. Сега Тиквеш, тој што е на 6-тото место, му бега 2 бода. Чајер, 3 бода бегаат Кожув и Маđари. Не знам колку тоа е изводливо, с оглед на фактот што навистина е тежок распоред за кавадаричките кошаркари. Му гостуваме на МЗТ, па ни доаѓа Куманово, па му одиме на Пелистер и ни доаѓа ТФТ. Или обратно, ни доаѓа Пелистер, па му одиме на ТФТ. Двете последни навистина не знам. Тоа е распоред за преостанатите 4 кола. Во следното коло, ТФТ Пелистер, Работнички Ангели, Гостивар Маđари, Кожув МЗТ, Чајер Феникс. Овој надпрем може многу работи да смени при евентуална победа на Феникс. И Тиквеш Голден Игл ќе го пречека Куманово. Тоа е за наредниот викенд. Женска кошарка викендов немаше, затоа што имаше репрезентативни обврски, а инаку наредниот викенд се игра редовно коло, 17-то, она Оролоџо, трето коло од Оролоџо, про баскет во Кавадарци ќе го пречека МЗТ. Вардар би требало да има лесна задача со Патриот, исто како и Крива Паланка која го пречекува Спортим од Неготина. Во дербито на колото, Бадел, кој што е осетно засилен за ова Оролоџо, ќе го пречека тимот на Баскет Кам, актуелниот шампион и освојувач на купата. Подсетување само, Крива Паланка и Баскет Кам водат со по 29 бодови, Бадел и Вардар имаат по 27, Про Баскет има 25. Овде 4 најдобри разигруваат за титулата, затоа Про Баскет се бори за едно од првите 4 места, конкретно за местата број 3 и 4. Тука ќе се води битката. Сега, ајде ќе говориме наназад. Значи, кошарка, жени, репрезентација. Загубивме од Данска, загубивме од Грција. Млада ни била репрезентацијата. Секогаш се вадиме на тој фактор. Млада ни е репрезентацијата. Луѓе па и Барселона вади просек на играчи 20 години, па не велат млад ни е составот, туку тие младите растураат. И не е проблем до младите кошаркарки, туку е проблемот до нивната неспособност и лошиот избор на селекторот Шаданов. И мене ми се чини дека веќе време да му се даде можност на некој нов, кој што има нови идеи, кој што има нов пристап кон играта. Се надам ќе се најде некој храбар, кој што ќе каже, доста вие кажувате кој ќе игра. Ќе играат најдобрите. За жал, во овој состав на репрезентацијата на Македонија, женска, не играат најдобрите. Играат просечните и оние кои што некој ги турка. Почнувајќи од самиот селектор, кој што е тренер во Вардар, и си ги турка неговите, иако одвај одат, а не да играат кошарка. Сега, кој не е крив што е таква ситуацијата во македонската женска кошарка? И за жал, заглибуваме уште повеќе. Затоа што имаме многу стручаци кои што се прават големи, а у стари појма нема што е тоа кошарка.
Ете, чисто информативно. Да си го кажем, оно што ми лежи на душата, нека се лути кој што сака, селекторот е наш сограѓанин, кавадарчанец, меѓутоа, оно што тој го прави со селекцијата, не е вистинско мерило за можностите на македонската женска кошарка. Значи, имаме репрезентативки кои што така се, на стара слава или заради тоа што некој ги бутка, без разлика од федерација, од клубови и така натаму. А не ги бива. Едноставно не ги бива. Тоа е за кошарката. За ракометот, реков, ни предстои ЕХФ ракометна недела, ќе играме еден пријателски надпревар со Австрија. Меѓутоа и таму Кире Лазаров упорно се држи до неговиот проект, наречен Алкалоид, и се што е репрезентативец мора да игра во Алкалоид. Зошто? Затоа што во Алкалоид играат најдобрите. Па кога ќе тргнете од двете десни крила кои што играат во Алкалоид, и сега знам дека колегите мои ќе се смеат кога ќе речам дрва, колци за патлиџани. Абе, имаме десни крила со лопати да ги риниш. Само Кире нема храброст да каже, ај, овие моите не ги бива. Како Велковски. Убаво е, што е вметнат новиот член на Алкалоид, Филип Николов. Не е убаво што е исклучен Серафимов. Серафимов се заминува од Алкалоид и автоматски го губи статусот на репрезентативец. Зошто бе? Каде е Јагориновски? Пикерите, да не правиме муабет. Како Стојковиќ, како Валаров, какви Бекрачи, каде е Кера Анастасовски? Ета, не игра нигде, игра во Варна. Ајде, левите крила, окей. Левите бекови, окей. Централните бекови, па дури 4 од Алкалоид. И што ќе прават тие? Не се 4, 3 се. Бракета Митеви, шо бара Дамјан? Имаме милион пати. Каде е Калајджиевски? Ете го, од Еврофан Пелистер 2. Каде е, не знам колку, некој ми рече, повреден е Димитар Узунчев, меѓутоа каде е Узунчев? Господине селектор, очигледно и вас не ве бива. Сега, ќе играме пријателски надпревар контролен со Австрија, па ќе видиме што ќе се случи и како ќе се случи. Во фудбалот, што да ви кажам? Топло-ладно. Ќе видиме, пак ќе речам, надпреварот со Брера би требало да биде пресвртница. Ете толку. 1106 издание на емисијата Спортодром со Мики. Рекапитулар за наредната недела, фудбал во петок, Тиквеш Брера. Се надавам убаво време и полни трибини на градска стадион во Кавадаци да ги... Знаете што е интересна работа? Интересно е што кога игра Тиквеш слабо, полни трибини, а после кога игра Тиквеш добро, живо пилне нема. Значи, петок 14:30 во петок, 14:30 почнува надпреварот Тиквеш Брера. Кошарка не сум сигурен, ако има наредниот викенд, треба да играме дома со Куманово. Девојките сигурно сум играат со МЗ-та, а ракомет 60% сум сигурен дека нема да има заради ЕХФ ракометната недела. Се што има друго, благовремено ќе ви известиме за место, настан, сатница и така натаму и така натаму. За крај ќе ми дозволите на двајца наши борци, ММА борци, да им ги честитам првите места на меѓународниот турнир во Вуковар, Хрватска. Секоја чест, сега си добија дури и парола, џамбазирање, така да честитки дечки, само продолжете во тоа темпо, честитки и до тренерот, честитки и до Центарот за боречки вештини Будо. Да сте ми здрави и живи. Се гледаме за 7 дена. Спортската редакција на КТВ телевизија ви посакува пријатни мигови со нашата програма.